Почитуван господине Коцевски, на некои луѓе им треба многу малку време за да ги увидат своите грешки и да реагираат благовремено. За разлика од нив, вам ви беше потребна 1/3 од мандатот за конечно да сватите дека многу работи во јавните претпријатија, чии раководители ги именувате лично, работите не одат како што очекуваа граѓаните. Напротив, се случија многу дубиози на штета на граѓаните, односно даночните обврзници. Внатрепартиските препукувања и несогласувања, кои се обидувавте вешто да ги прекривате, конечно излегоа на виделина. Ви се случи невидено фијаско во јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти Парк Спорт. Дури по речиси 2 години успеавте да осознаете дека овде, во истиот период, се вршело незаконско работење, криминал и несовесност и сето тоа повторно на штета на даночните обврзници. Ништо подобра состојба немавте ниту во јавната здравствена установа Општа болница Велес, каде што сопругата беше директор, а тој само марионета. Залудно беа реакциите на вработените за конечно да сватите дека и таму работите не се во најдобар ред. Граѓаните на Велес на неколку наврати се изнаслушаа славопојки за оправданоста од постоење на новите јавни претпријатија Велес Газ и предпријатието за управување со паркинзи, за чија работа никој ниту слушнал, ниту видел. И да биде иронијата уште поголема, овде ново назначените раководители и вработени немаат земено плата повеќе месеци. И што е најчудно, под влијание на коалицијата на власт, повторно не докажавте на дело дека сте градоначалник на сите, туку на местата на досегашните раководители на овие јавни претпријатија поставивте нови партиски кадри без речиси никакво искуство. И тоа сето беше само за да ги задоволите апетитите на неколкуте кланови во вашата партија. После сето ова, дури неинформиран граѓанин ќе си ги постави прашањата кои логично се наметнуваат. Господине Коцевски, кој ќе одговара за створениот криминал, несоодветното однесување и штетата на општината? Што работеа органите за контрола во изминатиот период за да дозволат флагрантно кршење на законите? Дали мислите дека не е голема дволичност што еден директор на јавно претпријатие до пред 2 недели го етикетиравте како неспособен и фрлавте дрва и камења по него, а по неговата оставка од морални причини почнавте да го фалите на ниво на народен херој? Господине Коцевски, ова не е вашиот прв мандат. Времињата се менуваат, а граѓаните се со сосема други размислувања и идеи околу функционирањето на општинската власт. И конечно, дали ќе имате доблест да излезете во јавноста и на даночните обврзници да им објасните за сите овие случувања кои се во ваша лична одговорност и да им се извините. Ви благодарам.